Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Мој гостин, па и ваш гостин се разбира, во студиово и во вашите домови е господинот Трајан Николов, кој ни доаѓа од Радовиш. Тој е географ или професор по географија во пензија, долгогодишен професор во гимназијата Коста Сусинов во Радовиш. Господин Николов, добар ден, добре дојдовте во нашето студио. Добре најдов. Имаме повод за овој разговор, а тоа е монографијата на Радовиш, чиј автор сте вие, едно големо 185 страници. Па ми интересира, како географ, има некаква логика да направите едно вакво дело. Па сепак, колку време, ви честитам на оваа дело. Благодарам. Колку време беше потребно да се направи една ваква монографија? Времето не беше многу потребно, меѓутоа имаше други причини што се одолговлекуваше. Постојано прибирав нови податци, нови сознанија, надополнував и така едно 10 години поминаа. 10 години, тоа е добар период. Да. Малку или многу, тоа го знаат само оние кои се занимавале со вакво нешто, бидејќи многу е неблагодарно да се пишува монографија за град, па и за било што друго, бидејќи треба многу истражување, многу истражувачка работа и така натаму. Колку вие сте задоволни на кога сега веќе го имате вашето дело во раце и што велат оние кои веќе ја прочитале оваа монографија? Се уште не ја прочитале, некои од најблиските да. Да. Инаку, јас сум многу задоволен, Така. затоа што до 1984 година од мои професори на Природно-математичкиот факултет во Скопје има книга напишано за Радовиш и Радовишко. Меѓутоа, од тој период па до денеска нема буквално ништо друго напишано, Така. барем географско. Тоа е таа книга, нели? Тоа е таа книга, ова би требало да биде продолжение на таа книга. Добро. Дополнување. Оваа книга е од 1984 до 84 година, од тогаш поминале бајаги години, Да. 37, така? Да. 37 години. И едноставно, на некој начин ви било олесната работата, бидејќи веројатно подложка Да. за вашата работа била токму оваа Токму книга. таа книга. Така. Но од тогаш па до ден денеска Радовиш се менувал и во сите сектори, да кажеме, и во културата, и во спортот, и во стопанството и така натаму, па сепак сте имале што да истражувате и што да пишувате дополнително, така? Да, од почетокот мене ми помогна што бев и дописник на македонска телевизија во тоа време, телевизија Скопје, од Радовиш, новинар и снимател. Значи, ние колеги сме, така? Да. Добро. И тогаш се сеќавам за многу капитални објекти што се изградија, пуштија во погон. Би наброил и, например, тогаш беше финансовата конструкција за рудникот Бучим, ново изградените згради на здравствениот дом, на гимназијата Коста Сусинов, ладилникот во ЗИК Радовишко поле, овоштарници во тоа време во ЗИК Радовишко поле, кога се градеше браната Мантово, така. и тунелот, колку пати сум влегувал да снимам во тунелот, сум снимал или ми остави посебен впечаток кога, бидејќи браната е земјена и со набивање. Како јас снимав, така и јас вибрации ги чувствувате, така? Да. Добро. А ги чувате ли тие снимки? Имате ли нешто како архива зачувано? Не, во телевизија. Во телевизија се, Имам, во архивата на телевизија. Ако веќе спомнавте снимки, во Радовиш се одржува фолклорните смотри во Радовиш. Тие смотри повеќе години ги снимав, од нив имам снимки. Така. Ако нешто ви затреба, Така. ги чувам на видеолента. Јас сум бил водител на едно издание од тие фолклорни средби што се одржува во
Во Радовиш, да. Сега се во Инјево. Така, во Инјево се така е. Да. Добро. Она што е интересно е дека сте напишале монографија за Радовиш, а вие не сте радовишанец. Ајде да откриеме малку Јас околу сум тоа. од Кочани, од едно римско село, Мородвис. Така. На сред село има локалитет откриен, сега и конзервиран. Така. Меѓутоа, првото снимање, новинарско снимање со Ангел Ајтовски од Кочани, беше и тој локалитет, меѓутоа таму има 2 столба. И им најдов соодветна песна. Како идам со камерата нагоре, па надолу и завршува фразата со песната. Аха. Да, Добро, и значи, тоа... И кога од Кочани се преселувате во Па некаде во Радовиш? 73 година. 73-та? Со Ангел Ајтовски работев како снимател, меѓутоа додека тој пиеше кафе, така пред хотел Бристол, така видов еден конкурс за Радовиш, барат професор, и јас не се надевав дека ќе ме примат, но си реков да учествувам во конкурсот, па Така. што биде, нека биде. И на колку години бевте кога отидовте во Радовиш? Бевте млад, така? Млад, да. 20 и не знам, 27-8 години, да. 27-8 години. Тоа значи дека сте повеќе радовишанец отколку кочанчанец, Да. бидејќи поголем дел од поголем период од вашиот живот сте го поминале во Радовиш. Токму така. Па добро. Значи никој не може да ви замери како може еден кочанчанец да напише монографија за Радовиш. Не е сега кочанчанец, туку кочанец е, по новото, така ли? Добро. Значи, имате убав производ, една убава лепеза на информации, подкрепени со фотографии во боја, и тоа изгледа многу убаво спакувано. Јас се надевам дека голем број на радовишани, а не само радовишани, ќе ја прочитат оваа монографија. Планирано ли е промоција на монографија? Не? Не планирате Јас сум тако скромен во тој поглед, многу не сакам така Така. рекламирање. А не е само до рекламирање. Производот заслужува внимание. Овде и локалната самоуправа во Радовиш треба да пројави интерес со оваа книга да Ми обеќа од библиотеката браќа ми Одиновци, ке земат неколку одлична примероци. библиотека, така. А тоа беше и еден од поводите да продолжам да напишам продолжение на таа книга. Тогаш на учениците им дававме проекти за пишување како домашна работа. Меѓутоа во библиотеката за Радовиш скоро и ништо немаше напишано, освен оваа книга. Така. И затоа решив барем од овој период од 1984 година па наваму да биде, бидејќи се заборава, секој настан трае за 3 дена. Така. И поминува и се заборава. Секој чудо за 3 дена, да, така? секој чудо за 3 дена. Меѓутоа, ако е напишано, забележано во книга, тоа останува за генерации и генерации. Така, така. Затоа и дури бев, да речем, скромен, не мора никој да купи, да добијам некои пари. Така, тоа не го за правевте неа. за... Тоа на крај паметно Така. доаѓа. Но да остане за Радовиш... Да остане за идните генерации, Апсолутно. бидејќи има настани што се некои продолжуваат секоја година да се одбележуваат, например, Оро Весело, што е за малите дечиња, тоа го има таму Така. документирано, Карамановите средби. Така. Може би некој ден ќе дојде ред да престанат од било кој причини. Не дај Боже. Не дај Боже, не да. дај Боже, не дај Боже. Има и уште многу Јас други. Карамановите средби многу ги сакам, бидејќи сум единствениот поет кој 2 пати победил на Карамановите средби и неколку пати сум бил и водител на оваа манифестација. А јас сум ги снимал тие Караманови средби во тоа време, меѓутоа за телевизија. Апсолутно добро. И кога споменав за снимање, јас сум ги снимал и овие, што кажав, манифестации
Радовишко овие Културно лето или? не и културно лето, меѓутоа и воињево фолклорните смотри. така. Тие од почетокот се одржуваа во Радовиш, а потоа ги преместија во Ињево. Така. Од тие смотри имам снимено видеоматеријал, тој стои, има ленти во Центарот за култура во Радовиш, сега колку постои, како, меѓутоа од некои неформални сознанија, дека тие ленти исчезнале едноставно. Меѓутоа јас им стојам на располагање без некаков надомест да им дадам на тие ленти да си ги преснимат. Сега има друга техника на USB, на друго, ќе ги снимат. Нека ги снимат дигитално. Така. Меѓутоа Да остане како трајно сведоштво, како историја, така, на едно постоење. Кога зборуваме за Радовиш, господине Николов, што е она кое треба да се издвои како посебно карактеристично за овој град или нешто што го прави Радовиш различен од другите градови во држава? Па, Радовиш, мислам, од другите градови најпрви се одделува по рудникот Бучим. Така. Сега би кажал капиталното дело на Гуштеров за црквата Света Троица. Така. Таа црква ја посетиле не знам колку огромен број на туристи, не само од Македонија и од поранешна Југославија, бидејќи јас живеам во близина и честопати гледам автобуси од каде доаѓаат туристите. Прекрасна е црквата, во секој случај. Убав е амбиентот не само внатре во црквата, туку и екстериерно, заедно со дворното уредување и таму секоја година се одржува и дел од манифестацијата Свети Спасо Радовишки. Имам и тоа, во книгата го имам, и таа манифестација има прекрасни фотографии, што најголем дел од нив сам сум ги снимал. Така. Нешто имам и од други, така, или од интернет. Меѓутоа, вреди да остане забележано во книга. Апсолутно. Инаку Свети Спасо Радовишки е многу убава манифестација. Јас имав можност и да бидам водител на таа манифестација и на самото случување во црквата, во дворот на црквата Света Троица, навистина е прекрасно. Добро, имам уште многу други работи по кои Радовиш е единствен, да кажеме, борењето и боречкиот клуб. Тоа борење, додека бев дописник на македонска телевизија, односно тогашна телевизија Скопје, тие борења редовно ги снимав и бев, иако не сум многу по спортот, меѓутоа и јас се воодушевував на некои нивни успеси. Вие може да забележите во книгата Чифлиганец со пехарот, или Радовишани кога станаа светски прваци во борење. Светски клубски прваци, така. И европски светски, така. Тоа е голем успех кој никој не го постигнал во земјава. Беше тоа настан за паметење кога дојдоа борачи од други земји, од Соединетите Американски држави и борачите на Бучим излегоа како победници и тоа беше навистина незаборавно, бидејќи и јас бев дел од самиот настан, тоа не се раскажува со зборови, тешко да се долови. Да, и за толку кратко време не може човек да најде и соодветни зборови. Така. Како што веќе реков, значи тука е Бучим, тука е борењето, тука се и културните манифестации, како што се Карамановите средби во чест на Ацо Караманов. Ево во последно време културата се збогатува во Радовиш и почна карневал, детски карневал да се прави. Да, има и тоа, детскиот карневал за 1 април. На директорката, нели? Самонијадата во Радовиш, исто така. И тоа е интересно. На таа самонијада... Самун Емтатлија. Самун Емтатлија. Има, убаво во книгата има прекрасни слики. Така. Гледам во монографијата имате повеќе и податоци, статистика, и за хидрологијата, и за стопанството, податоци, за населението,
Каде оди Радовиш? Оди ли нагоре кога зборуваме за населението? Во последно време не. Не. Се иселуваат Бидејќи луѓето. младите се иселуваат. Така. Еве и мојата керка со внучињата заминаа во Салцбург. Во Австрија. Во Австрија. Така. И таму, фала му на Господ. Еве имате поглавје за миграцијските движења. Има и тоа. Добро. За јуруците како од каде дојделе. Има. Така. Миграција село град. Многу интересно. Тип на куќа и функции на куќите, многу убави податоци. Ова не може ни за еден разговор да се долови. Треба само да им ја препорачаме на гледачите да ја земат ова монографија Враца, да ја прочитаат и да дознаат малку повеќе за овој наш соседен град, нели Радовиш и Струмица се соседни градови. Добро, дали монографијата за Радовиш или монографија на Радовиш ви дава некаква мотивација плюс да работите нешто друго? Дали работите на нешто друго? За сега не. Меѓутоа и годините ме прегазија. Така. Веќе 74-5 години, не се малку, не се ни за подценување. Меѓутоа идеи имам уште за многу други работи да се пишува. Има зошто да се пишува, но нека остане некој друг да напише. Така. Например, ако вие со оваа монографија сте направиле надградба на книгата Радовиш Радовишко, дај Боже дека се роди човек или можеби веќе постои кој ќе направи надградба на вашата монографија и така ќе се оставаат сведоштва за развојот на овој град. Што друго би додале на самиот крај? Ајде малку за стопанството, да кажеме. Стопанството, угостителството, за туризмот, каде оди Радовиш во овие дејности? Стопанството, ние постарите генерации ке жалиме за распадот на Југославија. Така. Тогаш ни беше добро, многу објекти постоеа, работеа. Например, би ја спомнал фабриката Декортекс, извезуваше плишт, каенини во повеќе, не само европски, позната фирма беше Декортекс, и во светски држави, други држави. Монополот Јака Радовиш. Јака Радовиш, што имаше уште една, би рекол, керка Јака 80 за козметички препарати, но и уште други Радовишка трговија добро работеа. Така. Но потоа се сведе на рудникот Бучим, така. Потоа се сведе на рудникот Бучим. И голем дел од економијата на Радовиш зависи од развојот на Бучим. И добро е што Бучим продолжува со работа, иако издашноста на самото окно, нели на самиот рудник имаше проблем со тоа, но еве Боров дол. Со новите, со Боров дол, дури и новата и транспортната лента, лужење на бакарот, тоа вам ви е познато, тој процес ви е познат. Ако порано водата во на Тополничка река беше зелена, има тоа и во книгата, а таа е отровна од бакарот. Добитокот кој без да знае каква вода пие, умира. Меѓутоа, со новиот процес, технолошки процес на лужење, плакнење на бакарот, бакарната руда, веќе таа вода ќе биде заштитена од бакарот, од отровите, и веќе иако имат оние објекти во кругот на Бучим, за јаловиште, таму има и фотографија. Меѓутоа, она ископина, сепак има 1% на бакар, што кој колку да сака да го абсорбира, да го заштити, пак ќе оди во подземните води. Така. Кога веќе спомнав подземни води,
имаме една голема замерка и на, да речеме, во општината и на ова и поранешна влада. Депонијата во Радовиш е на сосема погрешно место. Добро. Од таа депонија, знаеме, се исфрла и при дождови понира низ она Субодолица и таа вода оди, а на ова вода, нечиста вода, се надоврзуваат и отпадните води од сервисите за моторни возила, кланица и други. Порано фабриката Декортекс бојадисување на ткаени на платното, на преденото, тоа се боите се отров. А таа вода понира. А бунарите се во полето, колку да има филтри, прочистување природно, не може да е. На ова исто така се надоврзува и отпадните води од градот, од канализацијата, фекални води. Не само фекални, во тие води има и доста детергенти, отрови и каде понират. Ке речам, фала му на Господ, некој се најде паметен, а не само некој, има поголема група, што во Радовиш е изградена прочистителна станица. Така. Може би е 90% од тие води се опфатени и ако порано некои надиво приклучени од фекалните води да се изливат во Радовишка река, сега веќе тоа е веќе отстрането и се надеваме дека и поздрави производи ќе користиме, бидејќи од фекалните води, од порано од шахтите, имаше земјоделци што впуштиле пумпа и наводнуваат површините. Така. Ајде фекалните води да ги оставиме, меѓутоа од детергентите тоа се отрови. Така. И да се наводнуваат градинарски производи, тоа не е здраво. Зборува за земјоделството. Земјоделството има, нарочно овде имам потенцирано, Афионот беше порано застапен, меѓутоа со оние конвенции, тоа е забрането заради режење и собирање на опиум. Меѓутоа, во денешно време, оние станици за унапредување на земјоделието дури нудеа и бесплатен семенски материјал и други бесплатни совети. Афионот пак да се прошири на површините во Радовиш, меѓутоа тоа не е случај. Каква е ситуацијата со Шик Плачковица? Шик Плачковица, еден, би рекол во тоа време, прекрасен комбинат. Јас сум снимал многу пати во Шик Плачковица, изработуваа столови и маси и ги извезуваа и надвор од Југославија. Меѓутоа дојде тој период, тој е ликвидиран, постои само македонски шуми за експлоатација на дрвна маса и до некаде пошумување на голините. Кога веќе спомнав пошумување, имам фотографија порано, и порано, денот на дрвото. Тие акции не смеат да се заборават, иако поради пандемија или слично, некоја година може да бидат прескокнати, меѓутоа тие акции се и за поздравување, учествуваат најголем дел учениците од основните и од средното училиште и дури пензионери. Така. Колку Радовиш има предиспозиции да го развива туризмот? Па има. Радовиш има прекрасен на поранешното летовалиште на Плачковица, сега е убаво уреден туристички локалитет со прекрасни ресторан сали, спортски терени, понатаму езерото Мантово исто така нуди услови за спортски риболов, за викенд туризам, но кога веќе за туризмот, ако порано
на верски празници, се собираа за прославување на кај манастирите. Сега веќе тоа е замрено. Но пак за да се посетат тие цркви и манастири, а во Радовиш ги има доста. Така. Нарочно едно Инјево, би рекол, како Нов Ерусалим, има доста манастири. И ова може да биде една прекрасна убава тема за пишување. Така. Но има. За нечиите изумреа секаде. Така е предпоставувам и во Радовиш. Така? Да, така е. Има, пишувам и за тоа, поранешните самарджии, пушкари и такви занаети веќе изумреа, освен сега што се јавија за поправка на мобилни телефони или слично. Дури саачиите веќе изумреа. Она времето што го носи Да. е неминовно. Современа технологија тоа си го зема. Така. Добро, можеме вака надолго и на широко, но да оставиме и гледачите да прочитаат што носи оваа монографија на Радовиш од Трајан Николов. Останува да ви се заблагодарам за гостувањето во емисијава, да ви посекам долг живот и дај Боже да не израдувате со уште нешто. Па да дојдете повторно во тоа Каново Виси и да си помуаве. И јас ви благодарам на поканата и во ова прекрасно студио. Ако мислев дека ќе имам трема, нема. Нема трема, нели? Нема. Ето Јас така. 40 години сум работел како професор пред толку ученици што секој збор може да ти го проценат. Сум бил на часови пред инспектори, односно советници. Така. И тогаш не сум имал трема. Не сум имал трема кога имаш едно време акција за нагледни часови, користење нагледни средства, во тоа време диапроектори, порано снимање од телевизија, наставни филмови и друго, па дури пред целиот колектив наставен и пред една паралелка сум имал еден таков убав час, нагледен час, што мислам дека кај секој побуди внимание. Убави се тие спомени и чувајте ги за времето кое е поминало, кое било дел од вас. Господине Николов, уште еднаш ви благодарам за гостувањето во емисијава. И јас ви благодарам.